Божитня духовна обнова на Радио Марија. Почитувани слушатели на Радио Марија, слава на Исуса Христа. Денес, на ова наше четврто размислување во рамките на Божитната духовна обнова, ве повикувам заеднички да размислуваме за ликот на Свети Јосиф. Но најпрво, заеднички ќе се помолиме, за да примеме сила од озгора, за да може овие размислувања да не допрат и да не поттикнат на преобраќање. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Царе небесни утешителу, Дух на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, ризница на добрина и делителе на живот, дојди и всели се во нас и очисти на од секаква нечистотија и спаси ги благи душите наши. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Почитувани слушатели, на иконата Рождество Христово можеме да забележиме како Јосиф е малку понастрана, замислен. Односно, иконата сака да ни представи дека Свети Јосиф е искушуван. Во својата внатрешност, тој се соочува со сомнежи и длабока внатрешна борба. Неговата свршеница е тешка, е бремена. Јосиф сака да ја напушти. Донесува и одлука тоа да го направи потајно. А Бог не го остава да биде сам во неговата борба. Му праќа ангел за да може да го победи својот сомнеж. Бог преку ангелот му нуди одговор кој е спротивен на неговата одлука. Не се совпаѓа со неговото размислување. Јосиф одлучи да ја остави Марија. Ангелот пак му зборува да ја прими Марија, жената своја. Понудено му е решение кое тој веќе го беше отфрлил. Големината на Јосиф е токму во тоа што го напушти своето решение, својата одлука. Го прифати она што самиот го отфрли, бидејќи сака да ја врши волјата Божја. Се откажува од своето, прифаќа она што е Божјо. Дали сме подготвени да го отфрлиме она што е наше, човечко, и да прифатиме она што е Божјо? Ние може би имаме своја одлука, своје решение, а повикот за преобраќање може би сме го отфрлиле. Може би сите ние се согласуваме со тој повик на преобраќање, но во себе не наоѓаме сила. Полесно ни е да се движиме по линијата на помал отпор. Кога се работи за преобраќање, ние луѓето посебно сме чувствителни. Не сакаме да прифаќаме други да ни кажуваат. Повиците од други луѓе не изгледаат неосновани. Си бараме оправдувања и ја префрламе одговорноста на други. Нивните совети, повици не изгледаат безпредметни. Нашиот одговор можеме да го сумираме во неколку зборови. Јас си знам најдобро за мене.
не му дозволувам Бог да ни говори преку Словото Божјо, како што тоа го прави Јосиф. Не му дозволуваме да ни говори преку други луѓе, преку знаци. Тоа посебно е карактеристично ако решението кое Бог ни го нуди, дали преку Словото Божјо, дали преку други луѓе или знаци, веќе однапред е отфрлено. Не треба да чекаме денес Бог да ни говори преку ангели. Денес Бог тоа го прави преку црквата, преку луѓето со кои се сретнуваме, познати или туѓенци, пријатели или непријатели. Во секој случај ни дава знаци во животот. Само треба да ги сватиме сериозно и да видиме дали таквите совети се за спасение ако е во тој правец. Сигурно е дека Бог ги користи нив за да не преобради. Затоа треба да се размислува на Словото Божјо, да се наслушнува за некоја наша конкретна ситуација од животот, која е волјата Божја и да ја прифатиме, иако може би сме донеле веќе поинаква одлука. Почитувани слушатели на Радио Марија, ова беше нашето предпоследно размислување во рамките на Божитната духовна обнова на Радио Марија. Утре продолжуваме во истиот термин. Останете на програмата на Радио Марија, бидејќи ова радио е христијанскиот глас во твојот дом. До слушање. Духовната обнова ја водеше отец Гоце Костов. Техничка реализација Филип Костов. Емисијата е реализирана во Струмица, месец јануари 2018 година, во соработка со интернет порталот Католици МК.